Ти си купил тост сендвич? Да. Колко чини тост сендвичът? 3000. Знаеш ли колко чини една добра книга? Не знам. Не читам книги. Зошто не читаш? Романи. Затоа што си гладен, а? Да. А колко чини еден роман? 3000. Мислиш дека е скапо? Не. А читаш ли ти книги? Од библиотека што земам. А што си читал последно? Само никнати од Воранц, Прежихов Воранц. Дали е подобро да се јаде додека се чита или да се чита само додека се јаде? И едно и друго. Што би купил попрво? Една книга за 3000 или еден сендвич за 3000? Ако сум гладен сендвич. Ме молам само момент, ако сакате. Колку чини правењето на вашата фризура? Джабе. А дали можете да најдете книга џабе? Па, може. А колку вака една добра фризура кошта да се направи, да речеме, во фризерница? Па, бога ми, зависи, доста. Колку е тоа доста? Па едно 70.000 за една обична ладна фризура. А една книга, знаеш ли колку чини една добра книга? Па една добра книга, Зависи ако е комплетен. зависи. Добра книга. Што мислиш, што е повредно, пишувањето и предавањето на книгата или правењето на една фризура? Па сега, зависи во која возраст. Ти? Исто. Како мислиш во која возраст? Па зависи. Кога последен пат си читал книга? Последен пат, па јас секој ден читам книги. Што последно читаш? Што последно? Па имам сега стручна литература, видејќи сум на факултет. А од белетристика? Белетристика? Па немам време. Момент само. Што последно сте читале? Па ја одавно го завршив школата и ништо нарочито бев. Мислиш ли дека е добро тоа што ништо нарочито не си прочитал во последно време? Не, само јас сум уработен однос и не мислам ни да читам. Кога ти би пишувала, што би напишала? Јас не сум размислувала за тоа што би напишала. Што мислиш, дали се книгите скапи? Па мислам дека се. Што последно сте читале од книгите? Последно што сум читала, па јас, бидејќи сум наставничка, читам лектирата сега. Последно Зоки Поки од Оливера Никола. А вон должноста читате ли нешто? Па читам, вон должноста читам друга литература, посебно овие што се листовиве за жениве, како политика, базар, практична жена. Ме молам, читате ли книги? Па меѓу редови читам. Колку книги читате дневно, а колку месечно? Па не читам јас дневно и месечно, читам на торби. А што имате во првата торба? Па во првата торба има што и во првата емисија, че има доста книги од белетристика, покрај тоа ќе има книги и од стручната литература. Може да се случи некој од емисиите да биде проблемска, да има теми одредени кои ќе се третираат, кои се актуелни не само за книгата, него воопшто врзани за пишаниот збор, нели? Ке има и музика малку во емисијата. Например, најчитана книга, најслушана мелодија или мелодија по текст на одреден автор, поет, нели? Че има и хумор. Ке има анегдоти. А ќе ве има и вас. А што правите вие во емисијата? Па ја мислам до сега ти твоето го направи, Драгане. Анкета ве водеше и јас емисијава. На 24 јуни 1861 година во Загреб излезе знаменитиот зборник на народни песни на браќата Димитрија и Константин Гладиновци. Овој зборник не само што пред светот посведочи богатството и раскошот на народниот гений, туку беше значајен и по тоа што беше темелник, подоцна на кој се темелеше и уметничката поезија. Неодемна во издание на Македонска книга излезе и најновото издание на зборникот под редакција на Харалампије Поленаковиќ и Тодор Димитровски, а рецензент беше Блаже Конески. Ова дело беше и останува една врска на сегашноста со минатото и со иднината. За најновото издание говориме со литературниот критичар и есеист Душко Нанески. Самиот зборник има и своја историја на постанокот. Може ли да говориме за неговата историја? Зборникот е заедничко дело
на 20 браќа Димитар и Константин Миладинови. Најголем број од песните ги собрал Димитар, но во собирањето учествувал и Константин. Прито е значено што има песни од повеќе македонски области: Струшко, Охридско, Кукушко, Костурско, Дебарско, Кичевско. Кога тргнал Константин на студии во Русија, ги понел и песните со себе собрани за зборникот со намера да го печати. Во Русија тој запознал со македонските песни повеќе учени слависти и фолклористи, како Стрезневски, Бесонов, Белјаев, Бартенев, кои се зачудиле од нивната оригиналност. Меѓутоа, за нивното печатење Константин не нашол таму разбирање и можности. Затоа заминал во Виена и во средбата со хрватскиот мисионер Штросмаер, кој бил висока личност и мецена, добил согласност за издавање на зборникот. Тогаш Константин се зафатил и со една макотрпна работа за редактирање на зборникот за печат. Тој ги препишал сите 660 песни од грчка на кирилска азбука, му дал структура на зборникот по циклуси: самовилски, црковни, јуначки, овчарски, жалјовни, смешни, љубовни, свадбарски, лазарски и жетварски. Конечно, големиот зборник на браќата Миладиновци излегол од печат во Загреб на 24. јуни 1861 година. Од списокот на претплатниците, што е печатен на крајот, се гледа дека зборникот заинтересирал поголем број научни и културни творци, како Август Шенова, Петар Прерадовиќ, Петар Барон, Ватрослав Јагиќ, а се јавуваат и повеќе претплатници од разни културни центри кај нас и од Европа. Поради интересот што го побудило ова дело, како ризница на поетската уметност, досега има доживеано 6 изданија. Дзид ми дзиделе 9 мајстори. 9 мајстори до 9 браќа. Ден е дзиделе, ноќе падало. Се обложиле 9 мајстори. Кој ќе ми дојде рано с ручек? Ние него темел да го клајме. Навечер сите дома си појдоа и си казаа на свој невести: Мано, Маноле, младо мајсторче, тоа нека за своја невесте. Рано ранила струмна девојка, рано ранила ручек сготвила и им однесла најрано ручек. Кога ја виде младо Маноле, на часот викна тој да си плачит. И ја грабнаа 9 мајстори, и ја фатија млада струмница, и ја зидаа темел да траит. Им се молеше млада струмна невеста. 9 зидари, млади мајстори. Оставите ми ја десната рака, левата боска, да си надојвам машкото дете. И оставија десната рака, левата боска. Која е таа силна и моćна ова дело што до денеска не смалува интересот на читателите? Првим би истакнал едно клучно значење на зборникот за македонската поетска култура. Македонските песни до појавата на зборникот живееле низ пеење, обичаи, свадби, ритуали во Македонија, а за нивната убавина знаеле само ретки патеписци. Со појавата на зборникот, за вредноста и оригиналноста на македонската народна поезија дознава и Европа, што веќе е и чин на афирмација на македонската уметност. Веднаш по појавата на зборникот се јавиле и првите восхитени високи одгласи. Во едно сеќавање Штросмаер запишал дека зборникот има омировска вредност. Чешкиот учен Фијалка истакнал
дека зборникот е сокровиште на славјанската поезија. На таа ризница се однесува и подоцна објавената мисла на Геземан дека македонската народна поезија по лиризам е најбогата во Европа. Еден облик на безсмртноста на ова дело е и моќта на инспирациите што потекнуваат од него во развојот на македонската поезија. Уште лиричарот Константин, поради допирите со песните од зборникот, како што истакнува Рачински, бил во постојано поетско настроение, што дошло до израз и во неговата лирика. И поетот Кочо Рацин истакнува дека го читал зборникот на 20 Стружани, што имал влијание на неговата ориентација да почне да создава песни на македонски јазик. Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков го објави речникот на македонски народни песни, речникот на македонска народна поезија. Првиот том е излезен, другите се во подготвување и ова е прв значаен труд од овој вид кај нас. Што на тој план донесува овој речникот и воопшто за неговото значење, ако сакате да ни кажете за македонскиот литературен јазик и литература воопшто? Појавата на речникот на македонската народна поезија спаѓа во оние публикации кои што представуваат датуми во една културна историја на народот. Може се рече дека и многу покултурни, поразвиени во културен однос народи немаат вакви едиции, односно публикации. Тоа што ние го добиваме релативно набрзо во нашиот културен растеж се должи пред се на очебиниот факт дека нашиот народ има извонредно развиена народна литература, особено е развиен незиниот стихуван дел, односно народната песна, народната поезија. Оттаму и определбата на соработниците на Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков во Скопје да се зафатат токму со изработка на ваква публикација, јас сметам за сосема природна и ете во резултат на 10-годишна работа веќе сме сведоци на појавата на првиот том од оваа едиција, која ќе отфати неколку томови во наредните години. Исто така би сакал да истакнам дека појавата на речникот на македонската народна поезија едновремено значи и признак на несомнена зрелост на современата наука за македонскиот јазик и воопшто за нашата книжевна историја, бидејќи како ретко каде во народната литература, во народните умотворби, јазикот се конзервира, се сочувува, така да се рече за вечни времиња. Затоа можеме да гледаме на оваа публикација како на елемент кој што е неопходен предуслов за посериозно проучување и на македонскиот јазик, и на македонската народна поезија во случајов, и кај нашите интересенти, но и кај оние широки славистички кругови низ светот. Со еден збор, појавата на речникот на македонската народна поезија, што е дело, како што е можеби познато, на редакторот Тодор Димитровски, наш врвен лингвист, но и признат познавач на нашата литературна историја, посебно на народната литература, и неговите соработници Мирјана Гигова, Димка Митева и Германија Шокларова-Љоровска, навистина е еден резултат вреден за признание и внимание. Во речникот има многу зборови за кои доста долго време се сметаше дека се позајмени од соседните словенски јазици. Меѓутоа тоа се чинам повеќе зборови кои едно време беа повлечени од разговорниот јазик, па еве вака се сочувани во народните песни. Се рече веќе дека како ретко каде јазикот, зборовите, речничкиот фонд, лексиката на еден јазик најдобро се сочувува токму во народните умотворби. Во таа смисла треба да се истакне дека овој прв том кој што ги опфаќа само првите неколку букви од нашата азбука има зафатено близу 3000 зборовни единици,
што е навистина една импозантна бројка и која како материјал овозможува повеќестрано проучување на лексиката на македонската народна поезија. И од чисто јазичен аспект, но исто така и од гледна точка на стилско-изразните средства, на поетиката на нашата народна песна. Така што секој интересент на македонската народна поезија во оваа публикација ќе најде свое подрачје, своја интересна сфера, со која ќе може да си ги задоволи своите стручни, научни или пак пошироки читачки, интерпретаторски интереси, бидејќи народната песна кај нас, освен во исклучителни случаи, скоро секогаш се интерпретира од нашите луѓе, се пее вокално, се придружува со инструментална изведба и во тој однос и овој речник помага да се проучат тие мелоритмички стапки, затоа што сите застапени зборовни единици се илустрирани со примери, извлечени, ексцерпирани од текстот на народната, односна песна. Така што навистина се работи за една наполно оформена публикација, стручна, научна публикација, така што во тој однос од лексикографски карактер ми се чини нема место за никаква забелешка на ова ретка книга. Предавниците на македонското дело во издание на култура е всушност документ на Централниот комитет на ВМРО Обединета, кој за прв пат е печатен во 1926 година на бугарски во Прага, а наскоро е преведен и на француски и на турски јазик. Каква улога одигра појавата на документот во обединувањето на напредните сили во Македонија? Како се представени факторите вмешани во македонското прашање? Појавата на книгата на македонски јазик не доаѓа ли со мало задоцнување? Прашање за Орде Ивановски. Книгата потекнува од нашето историско минато и представува официјално издание на Централниот комитет на внатрешната македонска револуционерна организација Обединета, која што како легитимен представник на македонското ослободително движење во името на македонскиот народ на аргументиран начин јавно го осуди издајството и злосторствата што ги направија врховистите и бугарската фашистичка влада во време на неговото конституирање. Повод за излегувањето на книгата представува обвинувањата на левицата за наводното убиство на водачот на врховизираната ВМРО Тодор Александров, а како за цел имаше аргументирано да се парира на пропагандата што ја ширеа врховистите под покровителство на бугарската влада за покривање на злосторствата што ги направија против македонското ослободително движење во лицето на ликвидирање на левицата за асимилација на македонскиот народ и македонската емиграција во Пиринска Македонија и за манипулирање со македонското прашање за внатрешни и надворешни потреби. Најголем простор и акцент е даден за периодот после Првата светска војна, во време на борбата на прогресивните сили за обединувањето на растурените македонски револуционерни сили во организирањето во еден револуционерен фронт во заедничката борба со прогресивните движења на балканските народи и пред се со движењето на работничката класа. Во овај дел низ аргументи е разобличена издајничката улога на врховизмот, како и тероризмот што беше спроведен во Пиринска Македонија за време на 9 јунскиот фашистички преврат, за време на септемвриското востание
и за време на водените преговори за обединување на македонските револуционерни сили во единствена политичка партија. Книгата по своето излегување имаше огромно мобилизаторско влијание за организирање и обединување на честните македонски револуционерни сили во престојната ВМРО Обединета, за разобличување на сите странски фактори пред светската прогресивна јавност, за реафирмацијата на ослободителната борба на македонскиот народ, за остварување на политичка и национална еманципација и ослободување од зависноста на сите дотогашни туѓи фактори. И таа како таква одигра огромна улога за остварување на горниве цели. Меѓутоа, со оглед на времето кога што се појавува таа, имаше и свој слабости и неотпорности. Меѓу нив само ќе ги спомениме погрешното елаборирање на македонското прашање, кое што се идентификуваше со фалшивото име на бугарскиот империализам бугарски македонци и со флотантниот термин за македонски народ. Втора слабост представуваше некритичната карактеристика дадена за местото и логата на Коминтерната, Балканската комунистичка федерација, посебно на Бугарската комунистичка партија, кои што пројавија бројни грешки во нивното учество во организирање на македонските револуционерни сили во единствена политичка организација. Со овие современи интерпретации на Иван Катарџиев се овозможува книгата со поголемо разбирање да се чита, која што во свое време одигра огромна мобилизаторска улога за ширење на вистината на ослободителната борба на македонскиот народ. Незиното издавање на македонски е со прилично задоцнување, но причини за тоа има и објективни и субјективни, но сепак никогаш не е касно објавувањето на вакви вредни дела, каква што е прикажанава книга. Наша книга ја објави книгата на Костадин Костадиновски «Тито и музичката уметност». Сеќавања и песни од родолюбивите, компонираните до народните засаканиот водач. Бошко Станковски, во издание на Скопски комунист, ни кажува за зададениот и изминатиот пат. Манол Пандевски ни говори за внатрешната македонска револуционерна организација и неоврховизмот во периодот од 1904 до 1908 година. Во издание на македонска книга Георги Стардело со експериментум Македоникум предговор кон критиките на Славко Јаневски. Библиотека Младинско револуционерно минато на студентски збор. Вера Бужаровска Пламен на младоста. Коста Поповски Звучникот на слободата и Чедо Шаревски Збогум Малечок Збогум. Размислувајќи околу доделувањето на Нобеловата награда за книжевност, шведските академици решија за 1983 година истата да му ја доделат на англичанецот Вилијам Голдинг. Релативно непознат за нашата јавност, денес Голдинг има 73 години, а за прв пат во книжевниот свет се јавува на својата 43 годишна возраст. Негово последно дело е Подвижна мета, објавено во 1982 година. За најдобра книга на годината Нин ја прогласи романот Чизмаши од Драгослав Михајловиќ, засега извонреден роман, а во интервјуто за Нин авторот најавува трилогија. Издавачот Сигнал Верлаг од Баден-Баден објави антологиска збирка песни
раскази и мисли за љубовта. Стоп. Издавачот Сигнал Верлаг од Баден-Баден ја објави антологиската збирка песни, раскази и мисли за љубовта под заеднички наслов Откако сме заедно, каде што меѓу другите се застапени и Пабло Неруда, Бертолд Брехт, Назим Хикмет и други. Единствен представник од Југославија е Васил Тоциновски со расказот Птици во пејсажот од книгата Птица во кругот. Пирика на македонски значи пире или коштрева, а романот Пире, издаден 82 година од Мисла, од издавачката куќа Мисле на авторот Петре М. Андреевски, од многу критичари прогласен за еден од најдобрите романи во Македонија и се надеваме дека ќе доживее уште преводи. Маг е збирка песни од Славко Јаневски објавена на словенечки и македонски, како плод на соработката на македонска книга и Цанкариева заложба. Вие се оро македонско е книга на Ѓорѓи Димчевски, издадена во наша книга. Таа има историско, документарно и етномузиколошко значење. Лов на еднорози е ново дело на Влада Урошевиќ објавено од македонска книга од Скопје. За оние кои ќе решат да се дружат со книгата, тоа е интересна читателска авантура. Книга која вреди да се украде. Мето Јовановски, Клучевите на Манхатан, Отаде пеколот од Јован Парлапанов и Драмски игри на Миле Неделковски, сите во издание на Култура. Сите овие 5 дела се издание на Мисла од Скопје. Орхан Вели, Октај Рифат, Мелит Џевдат Андај се јавуваат под заеднички наслов Ново во старото. Чарлс Симич пак пишува за прогнозата за градот Утопија со околината. Миха Мате пишува за скокалки. Тодор Чаловски пак за јадро, а Ристо Василевски за житието на Коле Ф. Се извинувам. Што учите? Па моментно работам на тема која што сметам дека има известно значение во склоп на она што досега беше веќе кај нас неколку пати нашнато од ценети наши медиевисти. Имено станува збор за естетиката на досната антика, која што е темел на средновековната, а следствено на тоа и на нашето културно богатство. По кој повод ја работите ова книга? Ете овде се укажува можност човек да се соочи со литература која што значи современи струјања во науката во светот. Институција која што овозможува таква литература, несомнено дека овозможува и едно такво културно отворање и подобро запознавање и на нашите богатства. Книгата ја читате заради лично информирање или ви треба за испит, ви треба... Не, веќе ги имам завршено испитите, тие се зад мене, се подготвува еден циклус на текстови емисија на третата програма на Радио Скопје, каде што повремено соработувам, така да еве книгава која што ја работам е во склоп на токму тој циклус. А што во слободното време читате? Па библиотеката го следи и она што кај нас излегува овдека, како од нашиве македонски издавачи, исто така и од југословенските. Например, Тесната врата на Николовска, роман кој што несомнено си има своји специфичности. И кој што последен го прочитавте него? Токму пред недела дена, потем Хофман, Ноќ до утро, Ниновиот добитник, овогодишен добитник. Че наши ја читате? Да. Драгослав Михајловиќ е овдека веќе уште од поодамна во независните изданија со неговото прво дело и едно од најзначајните ми се чини кога се теа тиквите. Добро, благодарам. Да се обидеме да прашаме уште една читателка. Се извинувам што читате. Па моментално ја читам книгата од Никола Милошевиќ Филозофија на структурализмот. Посебно ме интересира Голмановата филозофија. Значи ли дека со филозофија се занимавате? Па да,
мојата потесна специјалност е марксистичката филозофија, така да оваа книга ја читам во врска со подготвувањето на мојата магистерска теза, која што е поврзана со филозофијата на современиот марксистички филозоф Листијан Голдман. Која последна книга ја прочитавте? Од белетристика, мислам. Романот Таласи од Вирџинија Вулф. 70. Второто издание, па да, сметам дека е една од најзначајните современи романсиерки. Што инаку друго читате? Па зависи од расположението, зависи од времето со кое што располагам, инаку ја предпочитам поезијата. Ја следам современата македонска поезија особено. Што прочитавте последно? Па последен пат го читав изборот што го издаде Мисла на поезијата од Радован Павловски. Исто така најновата поетска книга на Евтим Клетников. Песни за огнен. Да, песните за огнен. Благодарам. Се извинувам, вие учите? Јас учам, јас завршам курс за македонски јазик. Вие сте странец? Да, странец од Палестина. Јас готвам химија и математика за факултет. Технички факултет. За кој факултет? Технички факултет. Технички факултет. А што читате? Дали веќе читате и белетристика на македонски? Јас знам, јас имам пријатели, помагна ми, ако јас не знам збори и така. Која книга највеќе впечаток од вашата земја ви остави? Арапски јазик. На арапски. Која книга најубава е по вас на арапски напишана? Знај во книги како химија и математика или... Не, од белетристика, книги вака што ги читате по слободно време. Аха. Има, знаеш, Коран, подобро, е најдобар. Коранот, значи книга над книгите, така сметате дека е. Во Народната и универзитетска библиотека Климент Охридски годишно членуваат околу 6000 членови. Од нив околу 75% се студенти, околу 15% се научни работници, околу 13% се ученици и останати. Меѓутоа, ова е бројката во самата библиотека. Меѓутоа, колку навистина студенти членуваат и научни работници? Видете, ако се земе условно бројот на студенти на Скопскиот универзитет и бројот на научни работници во Републиката, доваѓаме до податок дека секој 8 студент е член на библиотеката и секој 4 вработен, односно секој 4 научен работник е член на нашата библиотека. Библиотеката има голем фонд. Од тој фонд отприлика изнесува околу 1.800.000 библиотечни единици. Од нив околу 600.000 се книги, околу 300.000 се томови од списанија и весници и останато. Што најмногу се чита? Па видите, кога го дадовте овој податок за структурата на членовите на библиотеката, на некој начин и тоа кажува кој вид од библиотечниот материјал најповеќе се користи. Најповеќе од нашиот фонд, според содржината, се користи книжевност или лингвистиката, потоа од групацијата на природните и применетите науки, групацијата на општествените науки, мислам тоа се групите кои што се вака најискористени од книжниот фонд на нашата институција. Што се користи надвор од учебниците кои нормално се и најголем фонд и највеќе се користат? Што друго се чита? Па знаете што, мислам, доколку одреден автор или одредено дело е на некој начин добило одредено признание, тоа, мислам, признание, награда или така натаму, тоа на некој начин и го одредува неговото, мислам, интересирањето кај корисниците за тоа дело. Можете ли некој пример да наведете? Па затоа знаете што мислам, ние како библиотека од оваков карактер како што сме, не би можеле таков податок да ви дадеме, единствено може нешто по-конкретно да кажеме за овака некои актуелни дела. Во моментот да речеме Орвеловото дело 1984 година и ред други, мислам, овие дела кои што побудуваат интересување
како што реков, разбазено она што веќе го кажавме. На оваа книга Десетмината од Гонкур ја доделија истоимената книжевна награда за 1983 година, која заедно со останатите книжевни награди Ренодо, Ентераје, Медиси, L'Académie Française и Фемина, секоја доцна есен ја бранува и онака немногу спокојната клима во париските книжевни кругови. Автор Фредерик Тристан, роман Les Égarés или Изгубени, издавачка куќа Балан, Парис. Со доделувањето на ова еминентна книжевна награда, овој пат се случија две работи. Прво, по незапамтена низа години, Гонкуровата награда и се доделува на книга која не ја издава една од гигантите како што се Галимар, Ашет или Сей, туку една скромна издавачка куќа. Второ, таа предизвика сосема различни реагирања, па дури и незадоволства во однос на доделувањето и во однос на авторот кој е познат современ француски романсиер и ова му е инаку 15-ти негов роман. Па дури и некои незадоволства. Така, например, Le Nouvelle Littéraire од 24 ноември пишува дека жирито на најеминентната француска книжевна награда овој пат не ја доделува ниту на дело кое е најдобро меѓу делата на овој автор, ниту пак на автор кој треба да се открие, ниту пак дело кое што ќе предизвика некаков силен впечаток кај читателите. Изгубени е роман пишуван во традицијата на прочуениот така наречен добар француски јазик и неговата раскошна реченица. Стилски потсетува на големите романи во духот на класичната литература и представува вистинско задоволство да се чита. Но за што всушност зборува овој роман? Дејството се одигрува во предвечерието на Втората светска војна во Велика Британија. Се сретнуваат две млади личности, Джонатан Апсалон Варле, обдарен со извонредна моќна заводливост, привлечност и шарм, и Сирил Пампермајкер, кој не може да го поднесе товарот на своето смешно презиме. Всушност се сретнуваат еден пасиониран љубител на литературата и еден автор кој штотуку го завршил својот првенец. Сирил му го доверува својот ракопис на новиот пријател, а тој превзема се во свој раце романот да се појави пред читачката публика. Сирил ке прифати Варле да го реномира неговото дело под псевдонимот Честерфилд. Многу бргу интелигенцијата, шармот и привлечноста на Варле ке сторат името Честерфилд да стане име со интернационален белег. И тоа без Сирил да биде обесправен, зашто на едниот ке му припадне радоста на пишувањето, а на другиот радоста на славата. Поставувајќи го прашањето кој е всушност Честерфилд, Фредерик Тристан всушност го поставува и многу посуштински прашањето. Од кога човек ке мине низ сите ужаси и низ многу омраза, може ли да биде суштество создадено да доживее среќа? Двојниот лик на Варле Честерфилд во овој поглед ќе остане една илустрација на современиот човек со сите негови аспирации, недостатоци, искушенија и откажувања. Околу 2000 студенти на стоматологија и на медицинскиот факултет во Скопје се здобија соученик по предметот максилофацијална хирургија. Од областа на травматологија, учебникот се вика Травматологија на лицево виличните коски од професор доктор Илија Васков, а го издаде студентски збор. Ова е прв учебник на македонски јазик од оваа област. Професоре, покрај тоа што во учебникот се содржани синтетските знаења од оваа област досега, тој е и плод на долгогодишна работа. Овој учебник е резултат на 23 годишна наша активност. Ние, колегите тука,
Одовна размислувавме да го синтетизираме знаењето наше од областа на травматологијата. Нарочито сакавме да го овој проблем на некој начин актуализираме, бидејќи во нашето искуство траумите доминираа. Тие се резултат на, во последно време, зголемена механизација, индустриализација, зголемен саобраќај, и тие се наметнаа како проблем со своите специфичности. Целта ни беше да травматизираниот пациент што поскоро го вратиме на работното место. Ако е нешто ново во тој уджбеник, ако е нешто храбро, ако ние нешто сакавме да даеме скромен допринос, тоа е што низ целиот уджбеник провејава методологија која што гарантира брз третман, поран успех и побрзо враќање на вработениот во остварување на неговите секојдневни задачи. Така да ние тука внесовме и современи методологии во смисол и на диагностиката. Порано се сметаше дека траумата на лицевиот скелет е траума на коските. Така да во рехабилитационите процеси ние немавме доволни успеси. И тоа што травматизираната мускулатура, травматизираните нерви кои што ги движат вилиците, они беа на заден план во третманот. Ние со помош на современи електрофизиолошки методи, со помош на невропсихијатриската клиника, со сесарна помош на доцент Радко Наумовски, кој што не ухода во таа проблематика, ние денеска траумата на лицевиот скелет ја гледаме како комплетна травма, не само на коскениот скелет, травма и на меките делови, травма и на инервацијата, травма и на крвните садови. Сега со помош на другите гранични дисциплини во медицинскиот факултет со кои што ние соработуваме, тоа е, например, и Центарот за реанимација што го води професор доктор Андонов, тоа е се и инфективната клиника, тоа е неурохирургијата. Тоа е резултат на развојот на општата хирургија. Нашите сознанија ние од таму ги добивавме, така да и тоа што ние денеска го работиме, иако на некој начин представува успех, тоа е повеќе нивни успех. Овој учбеник за извесен период ќе биде актуелен и ќе им помогне на студентите во совладување на нивните знаења, во совладување на проблемите кои што утре ќе се среќаваат во секојдневната пракса. Но динамиката на добивање на сознание е малку брза, побрза, така да и тој уджбеник након неколку години секако ќе претрпи и корекции. Среда взори, сонив, растурено паметење, утоп сум. Јас сум и не сум. Тој што стои наспроти мене личи на мене, а не го познава. Ми зборува, го слушам, му ги познавам зборовите, не го разбирам. Се обидувам да му кажам. Зборови се раѓаат во мене, мои, ама немаат сила да достигнат до него. Паѓаат на полпат до него, како стрелани, падничинат на земја испари, како никогаш да ги немало. Ни чат, ни паре, а не се креба од ним. Трага. Лицето му е пепелница. Така е секогаш. Го слушам Аџи Андона, а не сум го видел никогаш. Така е секогаш. Човек сите може да ги разбере, себе си никогаш. Тајна и пред да се роди, и додека живее, и од кога ќе умре, да не е така човек не би станал, не би имал вера. Пеколот е свет каде човек се разбира себе си. Оттаде потаму нема. Зошто? Прашам. За да има умирачка, ми одговара. И далекувидост, мудрост во умирачката. Замисли го светов без неа. Ужас. Летам, а под мене сиот мој живот. Што го нема. Ова беше само дел од дневникот на Андон Аџи Андонов, главниот јунак на Коле Чашуле во Горчила, родописот Горчила. Андон реши да се исповеда, да има негова вистина за него.
реши да биде слободен во неслободна Македонија пред, за време и по Првата светска војна. Реши да биде слободен, а доживеа горчила кој ги презентира во својот дневник. Чинам дека главната вредност на родописот Горчила е отсуството на авторот. А ако го бараме пак авторот, ќе го најдеме преку кратката реченица, во честите паузи кои како да сакаат да ја потенцираат претходната мисла, која е всушност голема народна мудрост. Инаку романот е пишуван доста во слободен стил, дури може да се нарече дека е поезија во проза, пишувана во вид на дневник, која може пружа една убава шанса уметникот да инспирира друг уметник, кој може би ќе направи од ова една убава монодрама, како што Ив Монтан се инспирира од Жак Превер. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais
mais la vie sépare ceux qui s'aiment.